Државна ревизија откри сериозни неправилности во работењето на комунална хигиена во 2024. Предпријатието имало големи финансиски проблеми, ангажирало стотици работници преку приватни агенции, исплаќало спорни прекувремени часови, а повеќе од половина од возилата не биле во функција. Според извештајот, во магазините се чуваат резервни делови вредни околу 102.000 евра, купени уште во 2009. Голем дел од нив се наменети за камиони што веќе не се користат, па постои можност никогаш да не бидат употребени. Околу 60% од возилата тогаш не биле во функција, односно во возна состојба биле само 76. Директорот Митковски вели дека при преземањето на функцијата лани затекнал уште полоша состојба на терен. Затекнавме некаде 16 возила со просечна старост од 13 години, кои малтене секојдневно се расипува. Сега во моментов некаде имаме оспособено меѓу 50 и 60 возила. Митковски рече дека е завршена постапката за набавка на 40 различни возила преку Министерството за транспорт. Нивната испорака се очекува кон крајот на септември. Следниот месец пак треба да пристигнат 2 нови специјални камиони од 16 кубни метри, обезбедени со субвенција од градот. Набавени се и 3400 нови контејнери. Тоа е субвенција од градот. Првите количини треба веќе да пристигнат до крајов на месецов, 100 контејнери од тие треба да пристигнат, а останатите некаде рачунаме за месец дена, односно некаде таму крај на август месец би се комплетирале. Сите, да. Во текот на 2024 комунална потрошила околу 3 милиони евра за луѓе ангажирани преку приватни агенции за вработување. За плати и надоместоци истата година исплатила околу 10 милиони евра. Ревизорите утврдиле неправилности кај прекувремената работа. На ревизијата не и беа доставени докази дека евидентираните прекувремени часови навистина се остварени, ниту дека работните задачи се извршени. Дополнително на дел од вработените им биле издавани посебни овластувања за извршување работи од повисоки работни места, при што е извршена зголемена пресметка на плата, врз основа на прекувремена работа, која фактички не е остварена. За половина година на 36 административци им биле исплатени околу 11.200 евра за прекувремена работа, без известување до надлежниот државен инспектор на трудот. Комунална хигиена на крајот на 2024 имала вкупни долгови од околу 12 милиони евра. Најголемиот дел, околу 7 милиони евра, кон фирми добавувачи. Беа прекинати сите односи со сите добавувачи на резервни делови. Прекинати сите односи и контакти со сите сервиси, затоа што повеќе од 2 години воопшто не им биле измерувани обврските. И сите тие субјекти го имаат тужено предпријатието, нормално дека не сакаат повеќе да работат со партнери кои не си ги исполнуваат обврските. Ние успеавме да сето тоа го надминеме, да ги повториме сите тие контакти и врски. Ревизорите предупредуваат дека поради слабата наплата на сметките и големите долгови, предпријатието доцни со исплатите, плаќа камати и се соочува со ризик да нема доволно средства за нормално функционирање. Мартин Арсов, Сител телевизија.